Денеска ви подготвивме коктел од адреналин, зачинет со современ дизајн, богато минато и поврзување на историски марки. Ова последното се однесува на Алпине и МВ Агуста со поврзувањето за изработка на новиот супервелоче моторцикл, што ќе се продава за повеќе од 36.000 евра. Бентли подсетува на својата историја со нултиот модел на реинкарнацијата на Блоуер, кого веќе го чекаат 12 купувачи. Пежо ја освои круната во Франција со новата генерација на 3008, спортско корисно возило со големо влијание на струјата. Ке ве однесеме повторно во Финска, каде ги тестиравме новите зимски пневматици Continental TS870. Почнуваме со Seat Leon и најважната титула што ја доби во постоењето, а тоа е титулата Автобест за 2021. Добре дојдовте во нашето ново издание. Од 1983 година, кога е отворена фабриката на Нисан покрај Нешвил во Тенеси, произведени се 14 милиони возила. Честа да биде токму 14 милионитиот примерок му припадна на моделот Нисан Руж во Европа познат како Кашкај. Фабриката Смирна, каде работат 7000 луѓе, е најдобрата според продуктивност меѓу сите автомобилски фабрики во Северна Америка од 2014 година. Во неа се произведуваат 6 модели за северноамериканскиот пазар, и тоа Руж, Мурано, Pathfinder, Leaf, Maxima и Infiniti QX60. Во оваа фабрика се изработува моделот Руж од 2013-та и досега ја напуштија вкупно 1,1 милион примероци од ова спортско корисно возило. Според угледната студија на JD Power, монтажната лента на Nissan Rouge е рангирана во најдобрите 5 производствени линии во Северна Америка за годинава што одминува. Новиот Nissan Rouge е првиот од 6 модели на Nissan кои ќе бидат лансирани до крајот на 2021. Со вкупно 12.685 поени, новиот Леон исплива на првото место и ја освои престижната награда Best Buy Car of Europe за 2021 година со само 532 поени во предност на новата генерација на Шкода Октавија. Новиот Peugeot 2008 се најде на третото место со вкупно 11.636 поени, само 517 поени помалку од вице-шампионот на Автобест над преверувањето. Како последни објавени се уште 3 посебни награди. Херберт Дист, првиот човек на Volkswagen групата, е новиот член на клубот на славните, добивајќи ја Менбест за годинава. Технобест 2020 оди во рацете на Renault E-Tech флотата, додека Екобест 2020 ја освои Honda E. Сакајќи да остане во тренд кого го најави со своето доаѓање, 3008 покажа дека реинтерпретирањето на дизајнот може да биде подеднакво возбудливо како и правење на нов модел. По лансирањето на втората генерација на 3008 и понесувањето на титулата Европски автомобил на годината, интригантното спортско корисно возило најде 800.000 купувачи.
Доколку се земе во предвид дека неговата цена отскокнува од просекот во класата, тоа може да се смета како одличен успех. Со рестайлингот Peugeot го засили имиџот на 3008-ката. Дизајнерскиот јазик доби нова интерпретација на слобода, но и поврзаност. Тоа се потврдува преку новата маска на ладилникот, чија форма е слободна. Таа флуктуира на предницата без никакви граничници и рамки, символизирајќи го модерниот стајлинг кој слободно навлегува во сите смерови. Впечатокот на недефинираност на формата навлегува околу светлосните групи и ги обединува сите елементи кои ја формираат предницата. На целата слика придонесуваат рестилизираните фарови за да се зголеми агресивниот потпис. На задниот дел пак не се менувани дефинираните форми, само се истакнуваат нагласените отпечатоци на лавија канџа персонифицирани преку стоп светлата. Ваквиот приод даде сосема нов потпис на целината. Сега 3008 не е само привлечен, туку буди страст на која ретко кој може да остане ладнокрвен. Кога ќе се погледне во внатрешноста, се добива ист впечаток. Просторот и распоредот се исти, но формите се дотерани, материјалите подобрени, а прекинувачите исполирани. Веќе легендарниот и кокпит по примерот на останатите нови модели на куќата сега е тридимензионален, понудени се повеќе решенија и уредувања на интериерот со различните нивоа на опременост кои влијаат на позитивната атмосфера додека се престојува во кабината. На тоа, на големо ќе допринесуваат најновите технологии за безбедност, конективност и забава. Нивниот список е навистина долг, а изборот се поистоветува како кај поголемите модели на премиум марките. Од нив ќе ги издвоиме уникатната за компактната класа на спортско корисни возила Night Vision, која детектира пешаци и животни ноќе или во услови на намалена видливост на растојание од 200 до 250 метри, што е подалеку од острелот на сноповите на долгите светла. Тука се вбројува плејада на останати безбедносни системи, како што е адаптибилната контрола на крстасувањето, одржувањето на лентата на движењето, последната генерација на автоматското сопирање со препознавање на пешаци, велосипедисти при ден и ноќ со обсег на функционирање од 5 до 140 км на час. Покрај дизајнот и опременоста се уште силна улога игра моторизацијата која е богата. Повеќе од јасно е дека времето на дизелите не е поминато. Нив во понудата ги има преку популарниот 4-цилиндерски 1,5 литрен Blue HDI впарен со 8-степена автоматска трансмисија. Бензинците ги застапуваат 3-цилиндерскиот 1,2 PureTech со 130 коњи и со 1 цилиндер повеќе 1,6 PureTech со 180 коњи. И двата може да се добијат со автоматиката како кај дизелот. Електрификацијата игра пресудна улога кај сите модерни производители, а Peugeot е еден од нив. На самиот почеток понудени се две изведби со плагин хибридни системи. Базирани се врз модуларната платформа EMP2, има мултилинк подпирање на задната оска која креира одличен баланс помеѓу комфорот и возните својства. Hybrid 4300E е верзијата со погон на сите тркала со електрична автономија од 59 км. Синергијата на работата на електромоторите и моторот на внатрешно согорување испорачуваат 200 конски сили. Погонот на сите тркала е можен и во потполно електричен модус на работа бидејќи има два електромотори сместени напред и на задната оска. Посилната верзија има 225 конски сили и погон само на предните тркала. Тоа е тандем на PureTech бензинец од 180 коњи и електричен мотор впарен со 8-степена автоматска менувачка кутија. Литиум-ионската батерија од 13,2 кWh е достапна со две стандардни солуции на полнење, со 3,7 kW полнач како стандарден и опционалниот 7,4 kW кој е способен да ја наполни батеријата на стандарден приклучок за 7 часа.
Оваа година не научи дека среќата на вистина е во малите нешта, во љубовните прегратки, незаборавната дружба со пријателите, топлата трпеза со семејството. Овие празници да ги поминеме одговорно, во кругот на најблиските и со желби во новата година повторно да бидеме заедно. Среќни празници од Витаминка. Открита најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Светот на суперавтомобилите е исполнет со историја. Марките кои имаат собствен клуб за дружење и не се мешаат со останатите се перчат со долго и успешно минато. Реинкарнирањето на значајните модели ги започна Бугати со моделот Бентли, кој е електрифицирана верзија на постоечкиот модел од минатото. Да не остане покусал, Бентли најави и ја покажа лимитираната серија на моделот Blower од 1929 година со снагаторски 4,5 литрен мотор. Имено Бентли има завидно тркачко минато. Во првите неколку децении на минатиот век Бентли беше не само автомобил или тркачки тим. Тоа беше начин на живот исполнет со возбуда, забава и безгрижност на младите британски аристократи, чиј прекар беше Бентли Бойс. Тие имаа пари и време да се занимаваат со овој скап спорт. 90 години подоцна, како омаж на овие изгубени вредности, повторно во животот се враќа Бентли Blower во оригиналните димензии и мотор. Специјалното оделение на летечкото Б, Мулинер, инвестираше 40.000 работни часа за да се направи прототипот што го гледаме. За него беа направени 2000 посебно дизајнирани и изработени делови, а направен е рачно, благодарение на сочуваните цртежи и ласерски скениран надпреварувачкиот автомобил на Сер Хенри Биркин со 4,5 литрен мотор.
Прототипот влегува во фаза на тестирање на патека, каде со симулации и режими на возење за 8000 извозени километри се добиваат резултати еквивалентни за изминати 35.000 километри во секојдневна употреба. Добиените резултати ќе се аплицираат на 12 возила кои треба да се изработат за веќе познати купувачи кои авансно ја извршиле својата уплата. Покрај рачната изработка која обединува техники на склопување од 20-тите години на минатиот век и ултрамодерни материјали се доработува 4,5 литрениот мотор со алуминиумски клипови и брегаста оска. Се уште во тајно се чува неговата конфигурација. Секако дека се очекува зголемена сила, бидејќи оригиналниот мотор развиваше само 180 коњи од истата зафатнина. Во тек на 2021 година треба да се испорачаат нарачаните автомобили, кога ќе се добијат прецизни податоци за перформансите. Цената нема да се објави. Представувањето на новата лимитирана едиција на исконскиот италијански производител на моторцикли повлече паралела со уште една легенда, но на 4 тркала. МВ Агуста за преработката на супер велоче како инспирација го користи Alpine A110 и ќе произведе само 110 примероци. Од двете страни се едногласни дека соработката произлегува од заедничката страст за дизајн и инженеринг кои побудуваат уникатни емоции. Супер велоче Alpine е опремено со препознатливиот за МВ Агуста 3-цилиндерски мотор од 798 кубни сантиметри и 147 коњски сили при 13.000 вртежи во минута и достига максимални 240 км на час. Покрај супериорните возни својства за двете марки е позната страста за специфичните дизајнерски детали и материјали. Затоа на моторциклот се гледаат многу карбонски делови, а како означување на соработката помеѓу италијанската и француската марка вкрстени се знамињата на двете земји на предниот калник. МВ Агуста се наоѓа во финансиски неволји, од кои сака да се отргне што побрзо и брзата продажба на 110 лимитирани примероци се очекува да донесе добра заработка. Во Италија нарачките се примаат по цена од 36.300 евра со вклучен рейсинг кит. Во окованата со снег татковина на Дедо Мраз имавме можност да ги тестираме новите зимски пневматици на Континентал. Зад ознаката TS870 навидум се крие само блага еволуција во однос на претходните TS860, но развојните инженери направија мала револуција успевајќи досега најнаградуваните зимски пневматици во разни категории и димензии да ги направат уште подобри. Поради пандемијата, лансирањето беше пролонгирано за оваа зима, па сметаме дека материјалите кои ќе ги повториме, кои ги снимавме некаде во почетокот на февруари оваа година, се уште актуелни.
Добре дојдовте назад во Лапонија, на тест полигонот на Континентал. И првата вежба ја започнуваме за да ја почувствуваме разликата помеѓу дебелината на шарите, бидејќи иако имате зимски гуми, многу е битно колку е длабока шарата. Што тоа значи? Не им верувајте на зборовите, туку верувајте им на очите. А за вашите очи, јас сега ќе ги направам овие тестови и благодарение на телеметријата ќе ги видите резултатите и разликите во сопирање. Новите зимски пневматици се развиени и наменети за возилата од компактниот и средниот сегмент, па затоа ќе се нудат во димензии во диаметар од 14 до 17 инчи. Овие сегменти се најпопуларни и најмногу возила се наоѓаат на патиштата токму од нив. Мисијата на Континентал е да ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот и да ја намали црната листа која укажува дека на секои 2,5 минути се случува сообраќајна незгода. Поради тоа, со новата патентирана состојка на пневматикот и неговата архитектура го намалува водениот клин, односно аквапланингот, и ја намалува патеката на сопирањето на влажен колосек. Тоа е овозможено со профилот чија форма овозможува испомпување на 10,3 литри вода во секунда при брзина на движење од 80 км на час. Концептот на 3 кластери на шарата овозможуваат супериорни карактеристики на снежна и замрзната површина со употреба на флексибилни полимери. Возачите ќе добијат врвна перформанса на повеќе поминати километри и намалена потрошувачка на гориво. На кратко, TS870 се подобри во сите карактеристики од претходните за 2 до 7% во зависност од категоријата, додека бучавоста од 74 децибели ги прави најтивки во својата категорија. Се наоѓам во автомобилот кој има прописна зимска шара, односно има 10 мм дебела шара. Ова што го гледате тука е телеметарски инструмент кој ќе ни покаже заврзувањето како се одвива, но и сопирањето. На полигонот ќе имаме можност да направиме неколку кругови и ќе го имаме најдоброто време. Гумите се единствените кои ја пренесуваат силата, но и сопирањето како и управувањето. И сега ми е дозволено да тргнам. Треба да забрзам до 43 км на час и потоа панично да сопирам и тоа сега го правам. Инструментот ќе покаже колку време ми треба за да сопрем. 32,42 метра, но при брзина од 43 км на час. Прекрасни услови за тестирање на било што да се тестира, но тука сме за пневматиците. И основно прашање е која е разликата помеѓу зимските и летните пневматици. Јас имам примероци од материјалите и еве гледате. Во мојата лева рака е материјал со кој се прават зимски пневматици, додека во десната летни пневматици. Материјалот за летни пневматици се укрутува, така да перформансите на самиот пневматик се лоши. Освен големата совитливост, материјалот со кој се прави зимски пневматик е направен и со адекватна зимска шара. Овие ламели, кои што ги гледате, како и овој канал, имаат активна улога и активно работат при ротацијата на пневматикот, па сите овие канали се чистат од мраз и снег. Но да видиме како тоа изгледа во пракса. Пред малку ви демонстрирав што значи во материјал разлика од летна и зимска гума. Сега се возам низ патеката со летните премиум контакт 6, кои се извонредно високо оценети. Но во овие услови, оваа летна гума е поинфериорна од најлошата зимска. Затоа секогаш препораката е да имате пневматици онакви какви што налагаат временските услови. Не е дека вие не може да возите на снег и мраз, како што ги гледате условите, но морате да бидете извонредно внимателни, секогаш да бидете на штрек и да возите многу поспоро отколку што мислите дека треба да се вози, бидејќи самиот материјал се укрутува
случува. Онаа шара која ја има гумата не е адекватна за овие услови, нема доволно вентилирање на самата шара и тогаш може да се дојде до една сосема рамна површина која се лепи околу пневматикот и да се случи она што не би сакал никој да се случи. Најдобрата летна гума е многу полоша во зимски услови од најлошата зимска. Се наоѓам во автомобилот кој ги има новите зимски пневматици Continental Winter Contact TS 870 и веднаш се чувствува многу поинаку отколку во автомобилот со летни пневматици. А тоа значи дека имам добра контрола и не треба многу да работам со управувачот, бидејќи возачот има одлични информации, одличен фидбек од она што се случува под автомобилот. Што се однесува до нагли свртувања, тоа е сосема прифатливо, односно многу прецизно. Сега се наоѓам на делот од патеката исполнет со прашкаст снег и многу лесно го поминувам овој голем свиок на кој што сум по обичај. Со други зимски пневматици можно е малку да го изгубите правецот на одење. Влагам во голем свиок десен кој што е со натабан снег и мраз, но повторно немам никакви предизвици, ниту проблеми со управувањето. А со пирањето, иако го направив нагло, многу е добро, бидејќи самата архитектура на пневматикот е таква да блоковите активно работат и сваќаат што треба да се направи. Секоја чест за TS 870. Како што гледате, ова зад мене е Toyota GT86 и се наоѓаме на дрифт челенџот, круната на денешниот настан. Поентата е едноставна. Патеката треба да се помине со странично лизгање, а оценувањето се вршеше преку сензорите кои го регистрираа секое странично вртење поголемо од 20 степени. Во принцип, дрифтот е едноставна работа. Треба само да се дестабилизира автомобилот и што подолго да се задржи во позиција на лизгање. Тука треба да се усклади управувањето, притисокот на педалата за забрзување, но и со левата нога, кога е потребно да се дозираат сопирачките. Теоретски лесно, но на дело ниту приближно. Повеќето колеги се бакнуваа со снежните ѕидови околу патеката, се вртеа околу сопствената оска и излегуваа од Toyotата GT86 дезориентирани. Предизвикот да биде поголем имавме можност да извозиме еден круг за запознавање, а вториот веќе се бодуваше. По лошиот старт успеав да влезам во најостриот свиок како што требаше. На средината од свиокот додатов сила на моторот, воланот го свртев енергично налево, па веднаш контра во правецот на пролизгувањето. Почувствував дека ја владеам ситуацијата. Со кратки дозирања на силата на моторот и вистинската контра, мојата Toyota се движеше странично до влезот на следниот свиок, каде ја наместив со кратко цимање на сопирачките со левата нога, со десната удрив на педалата за газ и адекватна контрола со воланот. И повторно правецот на движење го гледав низ страничните стакла, а не низ шофершајбната. Странично влегов на целта и морав да застанам. Половина час чекавме на резултатите. Прво место го освои колегата од Хрватска Јуре Шебаљ, а второто мојата маленкост со напомена дека сум собственик на најдолгиот и најубавиот дрифт. Се надевам оваа зима снегот ќе остане во планините за да може да уживаме во зимските спортови. А на патиштата треба да имаме повеќе возила кои имаат зимски пневматици. Срдечен поздрав до следната недела.